Добри вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Знаете дека на нашата телевизија одвојуваме простор за сите општини во регионот, а секако дека бидејќи тука сме најблизу со општината Штип и општината Карвинци, имаме често емисии кои што говорат токму за овие општини. Општината Карвинци е вечерва на наша тема. Заедно со градоначалникот господинот Виктор Паунов ќе говориме за тоа што се случува и како да работите. Секојдневно следите што се случува во изјавите, но малку пошироко оваа вечер. Добро вечер, градоначалниче, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Јас размислував и бидејќи за проектите говориме постојано, а сега влегуваме во еден период кога општината Карвинци ќе се подготвува за одбележување на својот ден, Спасовден. И тоа е период во кој во последните години го одбележувате практично со серија од активности. Дали се започнати веќе подготовките за овие одбележувања? Да, оваа година општина Карвинци, денот на општината, тоа ќе се случи на 21 мај, денот Спасовден, празникот, одбележува 30 години од основањето или постоењето на општината Карвинци, јубилеј оваа година, да. И се спремаме нормално јубилејно да ја прославиме онака како што доликува на една сериозна општина која што во овие 3 децении бележи навистина импресивни резултати по повеќе основи. Така сметам дека општината Карвинци се движи во овие 30 години. Она што е веќе предвидено согласно програмата и буџетот ќе се започне со имплементација токму од овој ден, ќе продолжи и на празникот Света Тројца, кој што е исто како патрон празник на селото Таринци. Веќе направивме традиција со празнување во изминативе неколку години. Во делот на програмата е важно да се спомене, денот на општината 21 мај ќе одбележува повеќе активности, започнувајќи од самиот утрински почеток на денот со свечена седница на Советот на општина Карвинци. Ќе бидат поканети поголем број на општественици, поранешни функционери од општината Карвинци, луѓе, правни лица, сите оние кои што сметаме дека дале некаков допринос во минатото, ќе бидат на овој ден испочитувани да бидат присутни на истото, ќе има свечено обраќање. Очекувам да имаме представники од страна на владините институции. За 30 години би требало реално. Да, веќе договараме околу програмата, односно протоколот кој што ќе биде на самиот тој чин. Ќе се одржи свечената седница, каде што ќе бидат исто така доделени и признанија за одредени личности, луѓе кои што дале допринос во овие 3 децении. Така да утрото ќе го започнеме со едни вакви активности, а потоа ќе се преселиме и во делот на културата и спортот. Очекувам и оваа година да се започнат оние фудбалски турнири по повод празниците кои што ги имаме практично секоја година. Спасовден е еден од поголемите турнири во фудбал. Очекувам и оваа година да се движи во една таква насока со доста поголема посетеност. Ова се турнири во мал фудбал, каде што има и добри вредни награди. Очекувам да има и од страна гости. Потоа исто Таринци, Света Тројца, овде да не го заборавиме Долни Балван, доколку еве таму првот започнува на некој начин. Има организација по повод празникот Ѓурѓовден, потоа сите се во еден ваков близок. Заживуваат во овој период, да. И во делот на спортот е навистина една интересна активност која што го бележи периодот на пролет-лето со доста интересни спортски содржини, а потоа вечерта ќе се преселиме на стадионот во Карвинци, каде што ќе имаме целовечерен концерт на повеќе изведувачи кои што... Имате ли контакти веќе со кои веќе се договараат деталите, меѓутоа еве да оставиме на периодот кој што следи да ја објавиме точната прецизна програма, затоа што сме во фаза на објавување на огласи за доставување на соодветна програма според потребите или оваа година визијата која што ја имаме за самиот празник, така да очекувам во период кој што следи набрзо да ги објавиме точната програма на изведувачите кои што ќе бидат во делот на музичката програма, така што отприлика вака ќе се движи денот на прославата за 30 години постоење општина Карвинци и нормално овде ќе споменам и празникот Илинден кој што селото Аргулица исто така го чествува, празнува и тука сме како сериозни поддржувачи на овој настан во организација на местното население.
и генерално ќе имаме наистина една оваа година јубилејна, но и како и секоја година традиционално одбележување на празниците. Некако ми се надоврзува на се во ова една нова активност во општината Кarbinci која што почна да функционира и играорна група. Мисля дека малку повеќе кажете тоа, бидејќи е ново, претпоставам дека ќе се вклучат, обично се вклучуваат во вакви активности, верувам дека ќе го збогатат и одбележувањето на празникот, но тоа е една нова содржина, па малку повеќе за неа. Да, ова е новина во Karbinci од пред неколку дена, од неодамна започна со една недела најмногу. Така нешто, да, започна со активност игрорната група Euroart. Еве благодарност до нив, до Милена која што ја води оваа активност. Благодарен сум затоа што ние и претходно имавме обиди да воспоставиме ваква иницијатива во Karbinci. Во одреден период се функционираше солидно, потоа дојдоа до промени. Сега ова е на некој начин повторно оживување на традицијата и културата во Karbinci. Домот на културата во Таринци е даден на располагање со сите потребни услови на игрорното друштво и очекувам интензивно да работат со нивни подготовки, а можеби првиот настап ќе го имаат токму на денот на општината. Веќе ги договараме и овие детали. Скоро сигурно дека ќе се настапува. Така што ова е можност за граѓаните, за жителите, за најмалите да се доближат до традицијата, до нашата култура, нашата традиционално минато богатство кое што го негуваме и на некој начин преку музиката и играта да ја држиме оваа традиција во низ годините како што ќе доаѓа понатаму. Интересно е, и ова потврдува на некој начин дека во суштина веројатно тоа го забележувате и кога правите анализи на случувањата во самата општина, дека кога ќе се понуди нешто на луѓето како содржина, се покажува дека имало интерес. Еве, кога се отвори карате клуб, се види дека децата сакаат да одат, боречки клуб сакаат да одат. Играорна забележувам дека има заинтересираност. Значи, во суштина понекогаш ние сите размислуваме дека основно е да се создадат предуслови за водоснабдување, патна инфраструктура, тие основни потреби, но очигледно дека треба и други работи. Како ги детектирате овие потреби? Колку граѓаните, жителите се заинтересирани за вакви содржини што се надвор од она што е редовна работа на општината, она што го очекуваат прво граѓаните? Ние не треба да го заборавиме социолошкиот аспект пред се на живење, спортот, културата, музиката. Доста се од само негативни вести црнила во општеството. Навистина сме тоа е реалноста до душа, меѓутоа знаете, треба да се насочиме и кон позитивни работи како што се овие. Ако се вратиме во минатото, пред неколку години, 5-6 години, не постоеше ниту боречките клубови, не постоеја, не функционираа ниту карате клубот, фудбалскиот клуб беше на некоја реинкарнација или нов почеток кој што продолжува, не постоеше ниту игрорно друштво, ниту било какви слични активности во делот на културата, музиката, ни празнувањата на овие важни празници. Се сеќавате, околу Нова година имавме активности од типот на театарски представи за деца, за млади, стендап комичари кои што настапуваа во Karbinci. Сето тоа го збогатува општественото живење во нашата општина. Ние сме мала средина која што не можеме да понудиме големи случувања, но можеме да понудиме разновидна програма по повеќе основи од повеќе целни групи кои што ќе бидат опфатени, од млади до повозрасни до пензионери, каде што пред се со фокус нормално на младите, на учениците и на сите оние кои што треба да ја движат, да го движат самата култура, спорт и се кое што е останато понатаму. Колку има можности општината да евентуално да аплицира, бидејќи и ваквите активности може да бидат подложни на аплицирање за грантови, за проекти меѓугранични и така натаму, не само во областа на инфраструктурата. Колку имате фондови, колку пак и од државата може да се побараат средства да се поддржат вакви активности? Добро, има вакви мерки. Не знам во... Добро, и самите оние кои што организираат ги бараат, веројатно, начините, меѓутоа. Дел од средствата кои што се неопходни за функционирање ги обезбедува општината. Генерално, овде имаме и спонзорства од доста компании кои што се вклучиле во дел од активностите. За жал, тоа може би премалку или навистина мал дел, но има одредено размрадување во овој процес. Секако општината е главен финансиер или спонзор на сите поединечно, од спортот па до
културата, празниците и сето она што се случува во моментот во општина Карвинци. Дали учествуваат во одредени грантови, знам еве дека боречкиот клуб Киро Ристов дека се финансира поголем процент надвор од општинските средства, дека еве можеби од државата, федерацијата, одредени помали компании кои што со помали средства учествувале во тоа леснување за самата општина да апсолутно леснување и за општината, но и за самите клубови или организации кои што мора да функционираат нели како што треба според нивните програми. Така да има одредено поместување и во тој дел, можеби не е големо, но е важно и како да некој од страна учествува во делот на финансирањето на овие. Кога веќе тргнавме со работи кои што се сосема нови, ново е дека и општината Карвинци има веќе доброволно противпожарно друштво. Тоа некаде од почетокот на годината започна, верувам, со регистрации, сега веќе е функционално. Што беше идејата и кој е бенефитот за самата општина од ова ново друштво? Да, ова е проект кој што го реализираме заеднички со ЛАК Плачковица, локална акциона група Плачковица, во која што членуваме 4 општини од регионот: Карвинци, Штип, Радовиш и Конче. Благодарение на нив, на нивната заложба, ова идеја станува реалност и за нас во Карвинци. По примерот на одредени други општини, по законот за пожарникарство, општините имаат право да формираат оние помалите општини кои што, и поголемите, но оние поготово помалите кои што немаат територијална противпожарна единица, да формираат доброволно противпожарно друштво кое што ќе биде со посебни ингеренции за разлика од територијалното противпожарно друштво. Доброволното друштво има за обврска да ги превенира или да интервенира во делот на шумските пожари, во делот на полските пожари кои што настануваат најчесто на наша територија. Тоа се после жетва, кога имате палење на стрништа, вегетацијата во текот на летниот период кога е пожолтена, е подложена на пожари. И така кој е потребно за една територија како Карвинци да има вакво доброволно друштво. Веќе го формиравме, постои како правен субјект во општина Карвинци. Делот обуките се поминати, она што го имам јас како информација. Вкупно број 10 члена, 10 основачи на истото доброволно друштво. Остануваат уште неколку обуки кои што треба да ги поминат за да добијат целосни сертификати за обучени пожарникари во доброволно друштво, и овие лица веќе ќе бидат спремни за сезоната која што следи во летниот период. Ние се надеваме дека ќе немаме потреба, но доколку се случи да имаме потреба, дека веќе ќе бидат сертифицирани и спремни и со можеби за почеток некаква опрема или можност за да излезат на терен да се справат со овие пожари, или да бидат некаква поддршка и на територијалната противпожарна единица во Штип, која што ја покрива територијата на Карвинци. Мислам дека е навистина голем чекор за една мала општина како Карвинци да формира вакво доброволно друштво. Поддршка веројатно на сите напори за да се спречат пожарите, бидејќи ќе дојде сезоната, никој не е имун, а луѓето кои што се од овде најдобро знаат и најдобро ќе следат што се случува, и тоа е веројатно бенефитот од ова доброволно противпожарно друштво. Да проговориме малку за финансиите, бидејќи светот го тресе криза и самата држава има мерки за да се спречат последиците врз граѓаните, намалување на даноци, намалување на акцизи. Тоа претпоставам доведува до одредени проблеми во целата држава во она што се планови за финансирање. Сепак, даночната политика, изјавивте скоро дека добро се движи, но како тоа се одразува? Дали светската криза се одразува и на буџетите на општините, на работата на самата општина? Апсолутно. Ја мислам, па и на реализација на проекти. Дефинитивно, ова светска криза во повеќе области, како енергетика, еве гледаме криза со горива. Иако сметам дека нашата земја навистина се справува можеби во регионот и најдобро во делот на покачување на цените, кои што се надвор од контролата на државата или на институциите, но знаете дека со одредени мерки се ублажуваат овие растови да не бидат навистина преголем терет или врз граѓаните кои што тие ги најмногу чувствуваат, ги чувствуваат и институциите и општините. Ние сме навистина во периодот кој што доаѓа предизвик и за нас ќе биде да
обезбедиме финансиски средства за нормално функционирање, за функционирање според нашата план и програма која што сме ја донеле претходно, но сметам дека со рационално водење на трошоците пред се во извршувањето на буџетот, мислам дека ќе немаме потешкоти и во тој дел. Буџетот е стабилен, општина Карвинци во овој момент го има најголемиот буџет во минатото во историјата, иако нормални потребите не се исти во споредба со претходно, но сметам дека сме во една добра позиција да имаме поинакви можности понатаму. Ја споменавте даночната политика. Даночната политика во Карвинци, односно покачувањето на облогот, така го нарековме, кој што го има Карвинци, се должи на новите инвестиции. Најголем процент, тоа е можеби некаде 80%, се должи на новите инвестиции кои што се случија во изминативе година 2-3 во општина Карвинци, а тоа се инвестиции пред се во делот на енергетскиот сектор. Оние фотоволтаични централи, еве сега наскоро започнува и со изградба и ветерниците кои што се фаќаат на дел во територија на општина Карвинци, се тоа ја го акумулира приходот во едно позитивно конто на страна на општина Карвинци. Претходно облогот беше со некои скромни 10 до 12.000 евра, кои што сме ги барале пред се од физички лица и од оние правни лица од помали субјекти во Карвинци. Сега имаме облог кој што е 4 пати зголемен и е некаде 2,4 милиони денари, што е навистина импресивно, затоа што обврска на општината е да си ги собере своите средства по основ на данок. Данок на правни, на физички лица и данок на купопродажби. Така да, доколку ние не ги собереме овие средства, не можеме да бараме поддршка од државата или од некои други институции кои што се донатори на одредени програми. Ние пред се мора да си ги собереме сопствените приходи, а потоа да ги користиме мерките на државата и на сите оние институции кои што се ставени на располагање на општините. Така да, овдека извршувањето на даночната политика во Карвинци е, еве за споредба, претходната година дојдовме до речиси 100% реализација на сопствените приходи, што е навистина важно за да имате позитивна слика во оваа даночна политика. Од аспект на проектите, претпоставам дека она што е договорено и покрај покачување на енергенсите, она што е договорено веќе на тендери добиени, веројатно оди без проблем за наредните, веројатно ќе има некои други цени. Дали како оди со проектите, говорам посебно за она што се случува со реализација на тековни проекти, улиците во село Таринци, каналот Герен во Балван, ако не се лажам, и некои други проекти. Оно што е тековно започнато во фаза на реализација или веќе можеби завршен проект се одвиваше или се одвива без потешкоти, барем без потешкоти кон општината. Сега, знаете, веројатно фирмите, правните субјекти имаат одредени потешкоти во делот на набавката на материјали. Така, тие се договорили за една цена, сега се качува, а веќе подпишано. Меѓутоа, веќе договорите се тие кои што се склучени, не постојат измени на договорите во кои што тие се обврзали и општината се обврзала дали ќе се променат одредени поради криза, одредени цени и така натаму. Сметам дека во Карвинци не се чувствува некоја оттежнување во реализацијата на проектите. Каналот Герен се завршува, веќе се уредува просторот со некои ситни декорации согласно проектот, урбана опрема и слично. Таму е целосно завршен проектот. Улицата во Таринци исто така е во завршна фаза, се асфалтираше, останува да се доуреди тротоарската површина, ми се чини и одводот кој што е предвиден во еден дел од улицата. И наскоро ќе имаме и таму целосен завршен проект. Остануваат проектите кои што ги започнавме скоро или пред известно време, а тоа е една улица во Таринци, улица 3, која што е на самата крстосница од кај улица 5 и улица влезот на Таринци, вака сега да го објаснам за да ме разберат гледачите, во Таринци улиците не се именувани по имење, затоа ги говориме во шифри според урбанистичкиот план. Наскоро започнуваме и улица 13 со работа со реконструкција. Ова ќе бидат улици кои што се поддржани од страна на Светска банка преку Министерството за транспорт и врски по последниот лот 11 кој што веќе се реализира во државата и се работи за навистина едни комплексни материи во делот на реализацијата, значи со многу документација, со многу извештаи, со многу
прецизни мерки во делот на реализацијата и очекувам еве до крајот на, ајде да бидам оптимист, на летниот период да бидат целосно завршени, можеби и порано, но еве така е договорот некаде до месец август, ми се чини дека треба целосно овие две улици да бидат завршени. Се работи за помали улици, но се многу важни во целината на населеното место. И да подсетиме што очекуваме да се започне, бидејќи овие се тековни ќе се завршуваат, што во текот на годината и до крајот на годината очекувате да започне со реализација? Клучниот проект на општина Карбинци во оваа календарска година, кој што очекувам еве до крајот на, ми се чини дека некаде до средината или крајот на месец мај треба да биде потпишан договорот со Министерството за локална самоуправа, ќе биде проектот за изградба на патека од село Таринци до село Карбинци, кој што во текот на оваа календарска година ќе се започне и треба да се заврши согласно програмата до крајот на годината или некаде до средината на месец декември. Ова е пешачка патека која што ќе биде целосно изградена од асфалтна површина со осветлување кое што го финансираме преку Источно-планскиот регион. Во фаза сме на потпишување на договори и ќе биде носички проект за нас во оваа година. Се работи за стаза или патека која што е долга 1,5 километри, без малку 1475, мислам дека беше точно, која што ќе биде поврзување на еден поинаков начин помеѓу овие две населени места. Знаете дека се работи разработка на урбан блок покрај селото Таринци, покрај регионалниот пат за плацеви за домување и ова ќе биде на начин дополнителна инфраструктура во овој дел и поврзување помеѓу двете населени места, како со плацеви во едно време, така и со еве за рекреативците кои што ќе пешачат или ќе возат велосипед токму по оваа патека. Кога ќе завршиме и овој проект, се надевам успешно, ќе имаме една целина од Долни Балван до селото Карбинци со вкупна должина од некаде повеќе од 3 километри, мислам дека ќе биде должината, можност за пешаците, но и за оние рекреативци на велосипед да ја користат и во време на вечерните часови, затоа што ќе биде целосно осветлено. Да подсетам да при гостувањето на министерот за земјоделство Трифуновски и го прашав и токму нели за тој дел кај што треба да бидат типските куќи и тој кажа, оно што го потврдите вие во претходното гостување, дека овде се чисти ситуациите, раскинати се договорите и дека треба само да се реализира и да може да се отстрани она што некој се обидува да го според она што се кажува дека тоа е на некој начин злоупотреба. Но останува да се види, министерот го најави тоа дека се раскинете договорите и веројатно ќе се реализира сето тоа таму. Да ја вратам на инвестициите. Споменавте дека ќе започне изградата на ветерниот парк, што е од големо значење за самата општина Карбинци, бидејќи една дел од нашата општина, од територијата на општина Карбинци. Тоа е странска инвестиција на некој начин. Дали има некои други инвестиции, интереси во кои области? Од странски или од домашни инвеститори? Па ќе се вратам повторно во делот на енергетиката во минатото во последните 2-3, па можеби ајде да речем и 4 години кои што има најголем интерес за поставување фотоволтаици и слично, така. Се поставени некаде околу 30 на мегавати поединични фотоволтаични централи кои што се во ингеренција на општината, зборувам, до 10 мегавати, како што беше законот, сега е сменет до 1 мегават. Се процедурите во рамките на општинските администрации. Некаде 30 на мегавати во вкупно 12 или 13 правни субјекти се инсталирани, а една голема инвестиција стратешка преку државата оди, преку владата е со вредност од 65 милиони евра, која што е во фаза на урбанистичко планирање. Исто така е една огромна голема инвестиција која што ќе биде дел на приватно, дел на државно земјиште и се надевам според моите информации сосема оправдана е, каде што општината ќе има навистина голем бенефит од закуп или продажба на државно земјиште, а потоа од сите други давачки па се до даноци на самиот имот. Навистина ќе имаме една сериозна финансиска жаргонски инекција која што ќе ни значи дополнителна стабилизација на сопствениот буџет, но правиме разговори во делот на производството, на индустријата, во други типови на индустрија, како што се Г2 зоните. Ние сме во фаза на спремање документација за продажба на неколку градежни парцели, кои што се надевам дека периодов ќе бидат завршени постапките и веќе наскоро ќе имаме можност да се инвестира во нив.
А се разговара, еве ексклузивно ќе кажам за вашата телевизија, се разговара и со неколку странски компании за поголеми инвестиции кои што се менаџирани директно преку менаџмент и менаџерски тим од страна на владата со координација со нас градоначалниците. Една или две од тие би биле во Карбинци, но оставам на периодов кој што следи да бидат договорени условите кои што тие ги бараат и кои што ние ги имаме како општини, да доколку се надевам влезат во нашата општина Карбинци, ќе бидат интересни за јавноста и за пред се за населението, затоа што ќе се отворат доста работни места. Во секој случај битни се работните места. Нешто што не сме го споменале досега, а мислам дека можеби треба мало појаснување. Станува атрактивно, се забележува и околу Карбинци, сепак тоа е општина во која што нуди места во кои што граѓаните сакаат да изградат и викендици. Каква е постапката кога некој ќе сака и ќе купи земјиште или пак на свое земјиште сака да изгради викендица? Едно е нели кога ќе дадете во урбанистичкиот план типски куќи и тука ќе бидат, друго е кога ќе сака некој. Колку општината тука има возможува, колку им и што треба да направат и што евентуално би сакале такво нешто? Добро, доколку е прашањето има во интерес, контекст предпоставувам. на планинскиот дел. Да, викенд куќи во Ние сме разговарале на оваа тема, овде треба сериозна поддршка од страна на Министерството за транспорт, предпоставувам, или на владата, за да успееме да ги донесеме овие урбанистички планови кои што би можеле да се случат на едни вакви подрачја, за да имаме на располагање нели можност за продажба и некој да си купи плац за да изгради легално со одобрение за градба, викенд куќа и така натаму. Идејата е присутна, разговарано е, сметам дека во некое догледно идно време ќе направиме чекор понатаму кон урбанизација на еден ваков урбан блок, но она што е важно, пак ќе се навратам и на претходното прашање и дискусијата околу плацевите за куќи. Ние ќе обезбедиме со овој урбан блок некаде од 150 до 170 плацеви за домување кои што може да ги купи било кој и кој што не е жител од општината, за да изгради, дали тоа ќе биде викенд куќа или ќе биде куќа која што ќе дојде и ќе живее во истата со сите потребни услови од комуналии и сето останато кој што ќе биде направено во самата населба, така што и тоа е една можност да биде достапно за оние кои што сакаат селска мирна средина во рурален дел. Многу луѓе коментираат кои ќе дојдат дека близината, комуникацијата, дека воопшто е пристојно и атрактивно место веќе станува дел од населените места во самата општина. Да, апсолутно, и овде само ќе надополнам во контекст еве и на претходното прашање за да се знае многу прецизно и јасно дека во делот на урбанизацијата и сите постапки кои што ги води општината за ова земјиште нема никакви пречки и проблеми и се надевам што можно поскоро кога ќе се направи урбанистичкиот план, кога ќе го усвои Министерството за транспорт, ќе имаме можности да располагаме со ова земјиште и тоа ќе го направиме веднаш по донесувањето на планот, така да граѓаните, жителите на Карбинци и сите оние кои што очекуваат да си купат место во нашите населени места, односно овој потек, ќе имаат можност наскоро тоа да го направат. Тоа е адут на општината и треба да се искористи во секој случај. Сега нешто што сум го прашувал често пати не само вас како градоначалник, туку и луѓе кои што гостуваат и пратеници и слично, долги години каналот од Калиманци некаде до Козјак стигнува и е запуштен, вода не доаѓа. Неодамна објавивте дека конечно после подолги години се работи на негово расчистување. Дали може да очекува дека ќе профункционира и конечно жителите да добијат вода за наводнување барем во некои делови од општината? Низа повеќе состаноци со Министерството за земјоделие, министерот за земјоделие, директорот на правата за водостопанство и останати лица кои што беа вклучени во тој дел, интензивно разговаравме за да започнеме од некаде со реставрација, чистење и ставање во некаква функција на овој канал. Зошто го говорам интензивно? Затоа што овој канал повеќе од 2 децении или повеќе од 20 години не бил функционален. И сега замислите 2 децении каналот е обраснат во трева, во вегетација, од дрва, гранки, грмушки, што и уште не нема оставен на времето и невремето во овие 20 и кусур години. За да видиме дали каналот е здрав или некаде е оштетен или во овие 20 години се распаднал од самото време, ние моравме прво да направиме акција за да го исчистиме.
Понатаму, чекор 2 е да направиме детален увид во самиот канал. Се работи за делница која што е, ми се чини некаде околу 15 на километри долга, до завршниот дел, каде што не е воопшто бил во функција. Еве кај што сега се чисти. Така. Се чисти во два правци, со две различни компании, фирми или не знам, или ангажирани лица од страна на водостопанство. Се чисти двонасочно, затоа што е целта да дојдеме побрзо до рачистување на теренот и побрзо да се направи увид. Ќе бидат вклучени градежни инженери, потребно за да се стави во функција, лица кои што се експерти во овој дел и ќе ни направат целосна слика од терен кога ќе биде исчистен каналот, дали може да се пушти водата или треба да се направи одредена поправка, сервис, санација или можеби и од колкав обем е тоа. Нормално сега треба да знае министерството колку ќе го чини истото. Но за поздравување е ваквата иницијатива затоа што верувате, јас сум градоначалник 5-та година, не помина власт, министер или директори на водостопанство со кого не сум ја зборел во овие 5 години оваа работа. Ова е директно барање на граѓаните од Карвинци. Поготово на жителите од село Карвинци, Аргулица, Козјачкиот дел на овој канал кај што го опфаќа, еден поголем дел од земјоделската површина во Карвинци ќе биде опфатена. Може би не целосно, имаме потреба и за реставрација на други канали. Но ова е чекор понатаму кон донесување на водата во Карбинско поле. Затоа кажав, за поздравување иницијативата, се надевам на позитивен исход, да видиме што ќе донеси самата активност со чистење на каналот. Ќе направиме уште еден увид со лица кои што се експерти во оваа област, ќе видиме ситуацијата, доколку не послужи и среќа да немаме преголемо оштетување на каналот, можеби многу скоро ќе потече водата, доколку не, ќе одиме чекор понатаму кон санација на истиот и потоа крајната цел да биде донесување на вода до крајот на овој канал од Калиманци. И кога сме кај водата, на крајот нормално прашање, бидејќи започнуваат, пролетта, меѓутоа брзо ќе дојдат летниот период, секош предизвик е за било која општина во држава, и за општина Карвинци, и за сите општини, обезбедување на квалитетно и нормално водоснабдување. Каква е кондицијата на системот за водоснабдување во Карвинци, со филтер станицата, со се она што се капацитети за да се овозможи да нема недостаток на вода? Па ние влегуваме спремни во летниот период, кој што не очекува. Општина Карвинци се снабдува со вода од два водоснабдителни системи. Едниот е преку хидросистемот Злетовица и филтрирањето преку самата филтер станица, и вториот, кој што е исто така во добра кондиција и функција, е бунарскиот систем, кој што ние и денес го паралелно користиме. Овие два по потреба нормално ги во различни населени места функционираат и двата системи, така што очекувам со изградбата и на новиот резервоар за вода во Таринци, кој што го дуплираше капацитетот на 400 метри кубни вода, ги опфаќа населените места Таринци, Долни Балван и Нов Караорман, дека овој најкритичен дел, поготово Таринци, е решен целосно со водоснабдувањето на оние повисоките места кои што знаевме дека имавме сериозни проблеми во минатото. Се надевам дека оваа година, како и претходната, ќе ги немаме овие проблеми. Селото Радање исто така се снабдува од 3 алтернативни извори на водоснабдување. Единствен недостаток во селото Радање ќе ни остане тоа што ќе мораме во следниот период да правиме документација за изградба на уште еден резервоар за вода. Селото се зголемува, се градат куќи, се зголемува жителството на самото населено место, потребата е поголема. За жал има и многу злоупотреби кои што тековно ги се справуваме со потешкотија и со нив, но потрошувачката на вода е се позголемена. Таму ќе градиме нов резервоар за вода кој што ќе биде со поголем капацитет и очекувам во тој дел кога ќе биде завршен дека ќе ги немаме проблемите со притисок на вода и слично. Инаку како квалитет на вода и квантитет, количина на вода ја имаме навистина до овој момент како што треба според нашите потреби. Во секој случај тоа е секако важно. Такви се проценките. Нормално ќе видиме што ќе носи лето. За евентуалните проблеми подготовките започнуваат порано, не треба да чекаме летото, и добро е што во таа насока размислувате. Градоначалниче, јас ви благодарам, мислам опфативме она што се новините и проектите кои што се во тек, и се разбира, ќе бидеме овде да го проследиме она што ќе биде сепак 30 години јубилеј, убава работа, и се надевам на убаво одбележување на празникот на општината. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на општина Карвинци,
Виктор Паунов. Слушнавте што ќе се случува, 30 години е убав јубилеј и навистина еден момент кога општината ќе види докаде и во која насока ќе оди, условно речено помалите општини во државава се интересни од секој аспект и како што рековме, навистина е интересно дека секој кој ќе отиде, вели близината, комуникацијата се добри, треба се овозможи да се одговори на интересот на луѓето кои што сакаат и да инвестираат и можеби нешто да градат таму, така да се развива една општина. Останете со ТВ Стар, ново издание на Што мисли народот после празниците.